Проблемот со името е една од темите на средбата меѓу американскиот подпредседател Џо Бајден и грчкиот премиер Јоргос Папандреу. Ветран Андоновски од Гласот на Америка на македонски во Вашингтон дава резиме на средбата. Ветран, каков е ставот на Бајден? Кусато писмено соопштение само наведува дека Бајден ја подвлекол потребата лидерите во Скопје и Атина да најдат што е можно поскоро обострано прифатливо решение за името. Средбата е оквалификувана како дел од честите консултации на американската влада со европските партнери. На дневен ред били економскиот опоравок на Грција, иницијативата на Папандреу за евроатлантска интеграција на сите балкански земји, Косово, Кипар и грчко-турските односи, од светските теми, Блискиот исток и иранската нуклеарна програма. По средбата во Белата куќа, Папандреу се сретна со председавачот на Сенатската комисија за надворешни работи, Џон Кери, и за финансии, Макс Бакус. Билјана? Во интервју за Гласот на Америка, Даниел Сервер од Американскиот институт за мир подвлекува Македонија и незиниот идентитет не може да се избришат со евентуален договор околу името на, како што вели, едно парче хартија. Како тој го образложува ова? Сервер тоа го вели повеќе во смисла дека македонците не се дефинирани само со спорот околу името, туку дека Македонија, македонците и македонскиот јазик и култура постоеле и ќе постојат и надвор од тој контекст. Еве што вели самиот. Macedonians aren't Macedonians because Macedonia declared independence and became a state. Македонците се македонци, бидејќи Македонија објави независност и стана држава. Македонците се македонци поради народот кој тврди дека е македонски и важно е да се разбере ова. Има неопходности во овој свет, и ако едно од нив, за да може да напредувате како што ќе посакате, е како ќе се нарекувате на едно парче хартија. Тогаш ми се чини дека треба да постапите соодветно на тоа, но никој, посекако не јас, не бара од Македонија да се откаже од идентитетот или јазикот. Тој додава и дека никој не може да ја одземе опцијата на Македонија да прекине со преговорите, но дека добро треба да се размисли за таков потек. Во едно друго интервју за Гласот на Америка, Чарлс Капчан од Советот за односи со странство вели дека ова прашање не е високо на агендата на американската администрација, бидејќи таа е презафатена со Авганистан и Ирак и дека европејците треба да предничат по ова прашање. Билјана? Благодарам. Во вестите најден од Гласот на Америка на македонски Ведран Андоновски.